По 1,5 година расправи, дебати, консултации со универзитетите, професорите и научните институции, пакетот закони за високо образование е практично финализиран и влегува во последната фаза, па наскоро ќе се најде пред пратениците. Академската фела заедно со Министерството се усогласија за квалитетот на крајната верзија на новите закони. Долго време високото образование трпи големи штети поради тоа што такво законско решение се донесе во 2018 година. Не чинеше едно, се донесе уште полошо. Затоа пристапивме поинаку. Добрата намера беше препознаена и заедно работевме на креирање на нов закон за високо образование кој ќе одговори на реалните предизвици и ќе отвори нови перспективи. За мене е особено важно што новото законско решение создава услови младите да останат тука, да оградат својот професионален и животен пат во сопствената татковина. Во трите закони за високо образование се вградени сите издржани мислења и забелешки на академската заедница. Како што посочи министерката, прифатени се многу сугестии кои придонеле до осмислување на најдобрата верзија од законските решенија. Тој нуди меритократија преку показатели за истражувачка продуктивност, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, мерливост на квалитет, видливост на високообразовните установи и наставниот кадар, погодности за студенти и можности за стекнување повисоки знаења преку поквалитетни студиски програми. И представниците на академската фела се согласни дека овој пакет закони конечно ќе донесе бројни реформи како подобар ранг на универзитетите и поголема меѓународна видливост. Од стратешка важност за универзитетот е соработката со бизнис секторот, со стопанството, бидејќи ние како универзитети создаваме кадар за реалниот сектор. Оттаму практичната настава, која што дава значаен импакт во таа насока, е сега многу добро регулирана во овој закон, со тоа што и во текот на академската година студентите ќе можат да обавуваат практична настава во реалниот сектор. Студентите исто така беа вклучени во процесот на изработката на законите со своји сугестии и мерки кои ги засегаат директно нив. Како клучно барање, националното студентско тело кое што треба да биде делот представник на сите студенти во државата не е никаде вклучено во самиот закон за високо образование. Тоа беше клучно барање на сите универзитетски студентски собранија, тоа се 11 кои што се функционални. Имавме неколку состаноци одржани со министерката, ги знаеме предизвиците. Целта на новата законска рамка е повеќе можности за професорите, научниците, истражувачите и студентите за надоградување на знаењето и напредување во кариерата преку градење на повеќе вештини и научни достигнувања.